Почитувани граѓани, претходната пратеничка, која никако да се пробија на рейтинг листите во Битола, бар да биде кандидат и да се надпреварува за подобар живот на граѓаните во Битола, истакна дека граѓаните гласаат на избори врз база на ветување, буџетот е одраз на ветувањата што ги дале партиите. Мене баш ме интересира кога било ветено Скопје 2014 на избори и кога било ветено плјачкањето на граѓаните на Република Македонија. Имено, ова е една мала анализа за проектот Скопје 2014. Во таа анализа вели: македонско село, основен проект 3,5 милиона евра, според буџетот чини 6,6 милиони евра. Управна зграда на транспорт и врски 4 милиона и 900, до сега потрошени 5,700. Изградба на собраниска зграда, основниот проект 12 милиона и 800 илјади евра, до сега според буџетот 19 милиона 348. Филхармонија 7 милиони и 400, до сега потрошени 12 милиона и 34. Музеј на ВМРО, основен проект 4,5 милиона евра, до сега потрошени фантастични 17 милиона и 48 по буџетот потрошени пари. Стариот театар рекордер од 6 милиона по првата јавна набавка, до сега потрошени 41 милион и 681 илјада денари. Ова евра. Затоа, почитувани граѓани, се поставува прашањето: кој на избори ја вети оваа плјачка на граѓаните на Република Македонија? Кој вети надвор од сите закони? Не 30% како и за јавни набавки. Овде имаме накачување по 70%. Една работа. И втора работа, сите овие објекти требаше одамна да бидат завршени. Кој во 2011, кој во 2012, кој во 2013 година. Тоа е една работа. Втора работа, локалната самоуправа треба да ги решава проблемите на граѓаните. Се поставува прашањето: зошто фонтаната во Скопје, новата, ќе се плати 2/3 од владата, од буџетот од цела Македонија, а 1/3 од буџетот на град Скопје? Која е таа потреба и кое е тоа ветување за нова фонтана која што треба да ја платат граѓаните на цела Македонија? И уште една работа: кое е тоа ветување дека граѓаните на Македонија треба да платат 12 милиони евра за панорамско тркало на предпријатие што е во загуба, а го финансираат сите граѓани од Република Македонија, вклучувајќи и тие од Битола?